Младата гостиварка Петра Јанеска е во првата борбена линија против COVID-19 во ургентниот центар во Марибор, Словенија. Таму работи како дипломирана медицинска сестра на Факултетот за здравствени науки, а паралелно следи и магистарски студии. Петра со нас сподели каква е работата и темпото во центарот и какви предизвици носи работниот ден, кој за медицинскиот персонал трае од 8 до 12 часа. Морам да признам дека не е баш лесно и секој ден е нов предизвик. Најпрво и најважно е психичката подготовка и затоа што самото темпо на работа е динамично и многу стресно. Значи со самиот збор ургентно. Работиме од 8 до 12 часа на ден и пред се трудам да бидам што покомотно облечена и што потопло, значи со оглед на временските услови затоа што работиме надвор. Работам пред се во супер тим, многу позитивен, владее константно позитивна енергија и тоа е најбитно. Затоа и пред се секој ден, колку и да е тоа напорно, трнувам од дома и се враќам со насмевка. И затоа што ја секогаш викам дека убавиот збор е половина здравје пред се во ова време. Пандемијата даде поинаков тек на човечките животи, секојдневието, навиките, обврските. Јанеска вели дека и во Словенија биле донесени строги мерки. Забранет бил јавниот превоз, патувањето од една во друга општина, затворени биле угостителските објекти и слично. Периодов постепено се почнува со олабавување на ограничувањата, но препораките за заштита остануваат. Иако сите тие мерки се ублажуваат, се уште на некој начин треба да се држиме до тие препораки, односно да држиме таа дистанца помеѓу нас на 2 метра. Дезинфекција на раце, миење на раце, носење на маски. Љубовта кон медицината оваа гостиварка ја има од мали нозе. Вели дека идол бил покојниот дедо Бранислав Јаковлевски, пулмолог и долгогодишен директор на гостиварската болница. Кога завршила средно во гимназијата во Гостивар, аплицирала на 2 медицински факултети во Словенија и од двата добила потврден одговор, а нејзиниот избор паднал на здравствените науки. Откако дипломирала како најдобар студент со просек 10, веднаш била примена на работа. Добив можност да се вработам во клиничкиот центар без да чекам оглас за работа. Него со дипломата во рака, појдов кај надлежните, кажав дека сум завршила и веднаш ме вработија. Но воедно се запишав и на магистарски, значи студирам и работам редовно. Тешко е, напорно е, но се може ако се сака. Сега редам десетки. Се надевам дека така ќе остане, затоа што планирам понатака да продолжам и на докторски студии. Границите се уште се затворени и Петра засега не може да го посети Гостивар и своето семејство, но вели ќе ја искористи првата прилика за кафе и баклава во родниот град.